Тамара ги избришала сите фотографии од незиниот последен дечко на Facebook и на Instagram. Сабајле, во со неверување ја прочитав таа вест. Верувам и вие. И стварно више не знам како понатака ќе се живее. Од една страна, ЕУ не сака да не пушти кај нив, бугараши ве притискаат, растат како печурки од ден на ден, СДС прави конгрес, на кој што ја потврдува успешноста, величината на нивниот лидер, иако губат последниве избори партал, пета партија стана у Скопје. Не знам, Safe City, антиалбанскиот проект Safe City, строго против албанци бил насочен. Тоа ние не знам за греота од кај ќе најдеме пари да ги плаќаме казните. Али ајде, села така вика мора да му веруе човек. И капак на све, уште Сабајлева читам таа тажна вест дека Тамара ги избришала сите слики од последниот дечко и на Facebook и на Instagram. Прво што направи, веднаш се јавив на мојот личен психијатар. Викам, од ова ли ќе се умира? Што бе ми вика ќе се умира? Од ова ли бе, викам, од нервен слом ли ќе се умира? Ајде, све, ама ова Тамара дечко и слики што ги избришала. Дали тоа значи, викам, дека она му раскинала ако ги избришала сите фотки од Facebook и Instagram? Не знам, вика, јас за тоа, вика, неам, вика, диплома. Ке мора некој друг да прашаш. Викам, не е вајда дека раскинала. И тука почнав да плачам. Ми вика, да доеш ти ке мене да се видиме, да поразговараме малце. Ај, викам, ќе дојдам. Еве сега се вратив од кај него. Ја плачи, он плачи. Ја плачи, он плачи. Ја свати траорноста, трагичноста на сета ситуација. Вика, вистина, вика, може, вика, ова да биде точка на пресврт. Кој викам, што следно ќе се случи, вика, полошо од ова. Може ли, викам, нема полошо. Ова е, викам, врвот. И главна вест, со право е таа главна вест, ја треба и на ударен термин на сите вести диде. Мала ли е тоа заебанција? Звезда која ќе ги избрише, поп звезда која ќе ги избрише фотките од последниот дечко. Се надевам дека не раскинале. Некаде длабоко во мене има жарчена надеж, тлее, дека може би тоа не е крајот на врската. Дека може би, ете така, утре, заутре, сите ке срекни, ке посведочиме, која ќе ги врати избришаните слики на Facebook. И тоа навистина би било нешто феноменално. Ете тоа. Инаку, гледав, постираше овој Бетмен едно видео, кај што овој поранешниот спин доктор, дезинформационист, ја би рекол, на СДС, за Брчанец, кај што го објаснува договорот со Бугарија. И пазете каква фројдовска грешка прави. Вика, нешто го објаснува договорот, вика, тоа беше, вика, договор за соработка и предавство со Бугарија. Замисли, ова го кажува тој за Брчанец, како се презива. Го има видеото, идете кај Бетмен, ќе видите. Значи, они се свесни, значи, у нивната подсвест е јасно дека направиле предавство. Вика, договорот што ни беше за соработка и предавство направен со бугарите. Невероватно. Гледате ја снимката, ја останав шокиран. Фројдовска грешка, она што вика, не лаже. Таа само ја кажува ја открива нашата најдлабок став кон одредена работа. Или најскриената желба, потреба, амбиција, може да ја открие таа. Фројдовски грешки ги викаат тие. Која нешто не сакајки ни излегува, што ни било потиснато, нели, длабоко у себе. Видете го, навистина е фасцинантно. Значи, нив им е јасно дека направиле предавство.
и уште не излегуваат од тој наратив дека е тоа добар договор со Грција, со Бугарија, со све. Сега, деновиве, еден поранешен советник од Стејт департментот за прашања Косово Србија и прати писмо на ова Марта Кос, комесарката за проширување, у кое што замислете ога американецов. Тоа е негов личен став, но личен став кажувам дека затоа што од него е писмото. Но што ако и тоа став на оваа администрација на Америка, на САД? Вака вика у писмото: секоја земја која претендира за членство во Унијата треба да ги, се малце парафразирам, секоја земја држава која што претендира за членство во Унијата треба да ги преиспита своите ставови, затоа што јас сметам дека, така вика он, дека многу контрапродуктивно и штетно е за таа држава која што бара членство во Европската Унија, која би добила членство и која би била примена, затоа што вика Европската Унија, вика толку вика се наоѓа во еден таков ќорсокак, толку е нереформирана, толку сите процеси, економијата све вика затнато, да најголемата грешка што ќе направи сега некоја држава е да побара членство во Унијата. Гренвил, така мислам дека се вика типот, а тие типови кои ги објавуваат нивните писма до официјални представници, сметајте дека тоа е работа од типот, пуштаат некој си релативно, кој што е у позадина тип, на изглед бил поранешен ова, поранешен она, но тие први ги кажуваат ставовите на она што после официјалната примена американска власта на САД ќе го каже можеби после 5 месеци, можеби после година дена. Тоа секогаш оди така, прво пуштаат еден таков извидник, ја би рекол, кој што прво ја пушта болвата така. Доколку е ова на вистина и став на американската администрација, на Стејт департментот, ќе излезе дека сите ние многу сме били управо што години наназад збориме дека Македонија би направила фатална грешка кога би станала дел од Европската Унија. Меѓу другото, тој Гренвил, мислам дека се вика, и кажува на Марта Кос, вика, треба сите земји да знаат кои што се ваши претенденти дека Европската Унија не е единствена опција што ја имаат за избор. На колку само емисии сум кажал, не е дека нема друга алтернатива од Европската Унија. На милион емисии сум го кажал тоа. Дека е демагошки и пропагандно делување да кажеш немаме ние друга алтернатива. Сум го коментирал тоа. Не постои свет или нешто без алтернативи. Само човек треба да каже доста е, си барам друго чаре. Од ова видовме до кај стигнав. У таа смисла е поучно ова писмо што ни многу кажува што го прати тој типот на Марта Кос. И во таа смисла велам дека ако ова го увиде владата наша, сметам дека го увиде, слободно можат такви предавници кои што сами се нарекуваат така, као СДС и нивните перјаници, спин доктори, слободно може да ги обвинуваат за изолационизам, дека се тргаат од европскиот пат, дека ова, оти ќе се покаже дека апсолутно оправдано го прават тоа. Држави кои што си се закануваат меѓу себе, кои што се кочат меѓу себе, кои што си прават сопки меѓу себе, а припаѓаат на еден сојуз воен, во случајов што кажувам, мислам на НАТО. Како мислите таа консолидација некогаш да биде постигната, таа солидарност, таа ова? Кога имате една Германија, Франција, Британија, ако е надвор од ЕУ, праќаат војска за да се тепаат со САД, а у НАТО се партнери. Една Бугарија и прави на Македонија постојано сопки, го спорува идентитетот, го спречува незиниот влез во Европската Унија, заедно со членки партнери у НАТО. Во таква ситуација не можете вие да очекувате дека ќе опстане и тој сојуз и овој сојуз наречен Европска Унија. Невозможно е. Кога секој дува у својата тиква, вие да се надевате дека тоа функционира. Па треба на малце да имаш мозок и логика да употребиш, да сватиш дека тоа више не функционира. Дека тоа е во фаза на сериозен распад. Она што овој типот и го кажа на Марта Кос преку писмото. Така што
Венко, па да ти се обратам тебе со оглед на Конгресов што го имаше пред вчера која беше тоа. Значи, види, да ти кажам, тоа што многу гласно викаш да останеме на патот на ЕУ, не значи дека се ако си погласен тие таму у Брисел ќе те чујат. Не значи ако многу гласно викаш ние сакаме во Европа, дека на некој тука на македонциве овде во Македонија нешто тоа им значи што ти толку гласно го кажеш тоа. Немој да мислиш па и дека тие што сакаш да те чујат, пошто македонскиот народ знае што мисли за Европската Унија, дека е веќе против интеграции во таа бандитска групација, онда ти е веројатно битно да те чујат тие у Брисел. А мислиш дека ако си погласен тие подобро ќе те чујат или поише ќе те почитуваат? Не бе, човек, тие ќе бидат истите како и до сега. Нема ништо да смениш. Ако мислиш дека ќе добиеш поддршка од нив и дека со таа поддршка нешто ќе направиш, утре заутре ќе го смениш Мицковски, ВМРО, ДПМН, ќе го симнеш од се и тука се лажеш. Ништо не зависи од нив. Одма ќе ти кажам. Тие може да се вмешаат, вклучувајќи ги американците, само ако ќе осетат дека климата, атмосферата во јавноста нагло е сменета. Па тие тогаш упаѓаат со логистика со све, ги активираат овие да ми го забричанци, да ми го ова, да ми го она, за да почнат да делуваат на пропаганда, да работат, за да почнат да менуваат расположението во јавноста. Но такво расположение овде нема. Не очекувајте веќе помош од Запад, како што беше тоа во 2015, 16, 17, додека дојавте на власт. Вие ќе добивате некоја поддршка, но таа ќе биде далеку од тоа што беше во 2015 и можам да ви гарантирам, да ви потпишам со две раце, дека ќе ви бидат попусти напорите. Ништо нема да направите. А како што излегува работава, пак ќе кажам, нашите сериозно и во право се, ако полека си бараат шаре соработници, партнери, билатерални, од други сојузи, апсолутно е легитимно. Ние, од таа Европска Унија, сега некој ќе каже најголемата трговска размена извез ја имаме со Европската Унија. Па нормално кога и за тоа те уценуваат. Кога си насочен кон нив, кога ти вика не можеш да соработиш со овој, не можеш да соработиш со оној, не можеш со овој, не можеш со оној, а умеѓу време нивни членки соработуваат и со овој и со оној. Така што, како се вика тоа, они се класични, споредете ги со ние класични тинеџери насилници во школи, кои што се надуен балон. Само се надуени. Нивните закани се тигри од хартија, еве се убаво се изразив поетски. Европската Унија, еле шубаво ми текна на изразу, Европската Унија ви е тигар од хартија. Ова се однесува на нашата власт, им се обраќам, немојте веќе ни тоцку да им се плашите за било што. Тие не знаат кај тераат. Америка им го сврте грбот, остаени се сами на себе. А знаете добро што се случува? Европските држави у тој сојуз, дали беше меѓународна, дали беше Европска заедница, дали е сега Европска Унија, дали ова, многу добро знаете до кај може да стигнат кога се препуштени сами на себе. До нигде. Затоа што се како рогови увреќа. Затоа што нивната идеологија, нивната политичка коректност им е само како амбалажа кон надвор, а внатре, под таа сјајна амбалажа, клокотат милиони илјадници спротиставени вектори на сила, фракции, идеологии, екстремни, помалце екстремни, кои што во првата прилика, сериозна, екзистенцијална, кога ќе дојде за Европската Унија, тој балон ќе експлодира. Да не ве тупам повеќе, да сакам да кажам уште нешто до душа. За Благојче, Благојче, конечно се аутираше. Што викаат овие педириве за
некој од нив кој ќе јавно кој ќе се отвори дека ете излегол од кожурецот, признал дека е педер. Геј како сакате, ајде. Педер ми е полесно, почна ми е од детство, немајте да се вреѓате сега. Геј не ми доаѓа, баш кај странцизам, англицизам. Убава и ова, да се знае. Што сакав да кажам? Значи, така викаат педериве за некој кој ќе излезе од кожурец, пример, кој ќе признае у јавноста или пред родителите дома. Педерсо, колете, бесете, не можам више да кријам. Сакам искрено да знаете со кој си ме, педерсо. Така и Благојче. Само не кажа дека е педер. Друго кажа, друго покажа. Со Благојче на емисии сум идел. Благојче, здраво Благојче, на емисии, само вистина ова. Он рецимо се аутираше дека е бугараш. Не го си минјаат од бугарскиве портали. Не го си минјаат. Неговите изјави кај што го негира автентичноста на македонскиот идентитет. Кај што ги понижува македонците дека други им ја пишували историјата Срби, да кажеме, исто како оној Ким Мехмети. Исти се, као иста мајка да ги родил, као двојајчани близнаци. Не личат за тоа еден на друг, ама исти се, верувајте, и не се исто годиште, ама исти се. Благојчеве, кој нешто излезе, само знаеш што ќе ти кажам? Знаев што си уште пред години. Знаев што си. И затоа знаев зашто не ме поднесуваш приватно. Почева емисии гласно кажев против бугарскиот шовинизам насочен кон македонците. Али фино што се отвори. Сега сите те знаат. Вака некој те знаевме. Сега сите те знаат. Баш супер. Фино да го познаете Благојче со неговите ставови во бугарашкиве портали, гостува на бугарски телевизии. Се прави паметен. Уа е тоа. Уште што след ми доаѓа, да кажам се у моментов. Ама нема. Нема. Здравие, 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 здравие. Здравие оваа држава полека ќе стекне, ќе го зацврсти имунолошкиот систем, ќе знае соодветно да се справува со ваквите елементи. Тоа искрено се надевам, уште една порака до нашите власти, до службите за државна безбедност, да ги имаат во предвид одредени појави во македонскиот етер. И нормално, Тамара, праиш што ќе праиш, што се вика, згази малце на себе, ако он е виновен за тоа што му ги избриша сликиве дечкот и последен, ако ти се јава, ако те бара, ако сака да се смирите, згази малце на своето достоинство. Јави му се, кажи му, еве ти уште една шанса, тоа е христијански. Уште една шанса. Втора, не ти советувам да му даеш. Ако пак сгреши, и му даеш втора шанса. Ама една мора да му даеш. Така е редо. Христијански. Дај му уште една шанса и те мол, врати ги фотографиите со него на Инстаграм, Фейсбук, каде веќе имаш постирано. Оти сериозно психолошки ја дестабилизираше цела нација. Ја од Сабајле не знам кај терам. Не знам кој сум, не знам шо сум, не знам каде сум, не знам шо сум јадел, не знам утре шо ќе јадам, обично знам, сега не знам. Не терај цела нација, не ја праќај на психијатар за да се регенерира од болката што им ја приреди Сабајлево кога ги избриша од Фейсбук и од Инстаграм сликите со твојот последен. Се надевам не и бивш дечко. Смирете се, луѓе. Смирете се. Но ти сигурно веруваш едно време дека е тој вистинскиот. И сега одеднаш ка викаш, не е вистинскиот, му ги бришам фотографии. Пробај да види. Никак не се знае. Хај, како викаат старите, има многу риби у морето, па таман работа тука, да ти љубовниот живот да ти застане на овој, може и подобар ќе си најдеш, што му знаеш, бичко. Никад не се знае таа работа, никад. Ајде.